Студио поздрав до вас и мислам дека ова утро на вистина е прекрасно чувството кај сите нас. Оние што биле во детска градинка секогаш во текот на целиот живот се сеќаваат на убавите моменти. Утро е, па појадуваа и дечињата во детската градинка Снежана, овде во Чаир. Со мене е Нарел Салих, јас Бучи, јас ви благодарам за учеството во утринската програма. Веќе појадокот заврши. Сега започнува со физкултура, да се раздвижат, да се расонат, да се адаптираат, за да почнеме со редовните активности кои ги работат согласно планот за работа, институционални, а во градинката многу обрнуваме внимание и на оние вонинституционални активности, како што се посета на маратони, ликовни колонии, музички фестивали, посета на фабрики, мелници, да децата се запознаат надвор од градинката што се случува, бидејќи не знаеме колку родителите имаат време да им го возможат. Ова детска градинка е на прометно место, во Чаир, е мултинационална, значи, и овде на вистина е едно големо задоволство да се биде. Вие активно работите, па еве да отидеме на кај нив. Имате новини и во реновирањето и на кујната и за запазување на стандардите, да секој дете се чувствува добро. Нашата градинка Снежана има два објекта. Во двата објекта посетуваат 596 деца во 23 групи. Групите се мешани. Етничкиот состав на децата е 95% на албански дечиња, така да и бројот на паралелки на албански наставен јазик е поголем. Имаме на македонски една група на турски јазик. Функционираме одлично, воспитниот тим на чело со воспитувачките и негователките се вистински професионалци. А во делот на реновирање на објектот, јас сум една година директор на установата, реновирани се двете чајни кујни, реновирани се бебешките тоалети, се трудиме да во делот на хигиената обрнеме поголемо внимание со тоа што набавивме и УВЦ лампи, кои не само за дезинфекција, тие служат и за создавање на една стерилна занимална после заминувањето на децата, односно без присуство на нив, околу 15 до 20 минути ние стерилизираме, потоа ги отвараме прозорците за наредниот ден кога ќе дојдат децата, бактериолошки, вирусно и сите оние работи кои најчесто ги напаѓаат младите, малите, да можеме колку толку како градинка да ги заштитиме. Колку деца се? 596 деца. Па на вистина е еден полн капацитет. Да, па ние работиме согласно советот на општината плюс 30% од постоечкиот капацитет имаме согласност, согласно законот за заштита на деца и ги изгрижуваме сите оние кои имаат потреба. Овде сега почнува часот по физкултура, така? По физкултура, да. Тука се сони, можеме да ја слушнеме и музиката. Да, секако. И сега група по група они излегуваат, се забавуваат. Нестрпливо чекаме да се стопли времето и да одат повеќе надвор, да бидат во природа, имаме убав двор, секогаш е среден. Работите активно, па и дали преку донации, дали преку Министерството за труд и социјална политика, значи со онај систем храната да биде се сменето, рековте, во кујната. Меѓутоа и за други активности, за реквизити, креветчиња, тоа е нешто што постојано се менува. Јас ја менаџирам градинката една година и со самото мое доаѓање ние направивме буквално пресврт во менито на градинката, нормално согласно нутриционистот и препораките. Се трудиме да воведеме различна храна, да им е поинтересна на децата, да онаа храна која не ја јадат дома, ја јадат во градинка. И нема проблеми за спиење, тука е, секој дете си има свој карактер, меѓутоа тука се воспитувачите. Знаете што сега, кон крајот на разговорот, навистина пријатно се чувствуваме, па можеме и ние да повежбаме со нив. Вие сте во детска градинка, како е човек да се чувствува млад, да биде дете, во возрастен човек, а мозокот да функционира како дете, а и да се менаџира. Градинката има предизвик секој ден. Секој ден се нови случувања, нови активности, нови состојби.
Децата се менуваат, се запишуваат нови, се адаптираат. Пријатели остануваат, доаѓаат. Многу е весело, бидејќи се организираме редовно приредби, славиме заеднички верски празници. Еве токму сега во пресрет на великденските празници, знаете дека сега е рамазанските пости. За Великден организираме сите заедно настан на кој ве покануваме и можете да присуствувате. Исто така и за верскиот празник Бајрам, сите заедно го прославуваме во рамките на нашите можности како градинка. Сега се децата подготвени кога треба да им се внесе социјализацијата, треба да бидат граѓани, треба да бидат честни луѓе. Почнуваат од сабајле, тишина е ако се дечиња. Не може би од нас, но сепак ако е каква е атмосферата, веднаш се гледа. Да, дисциплината се учи од мали ноза. Така е. И тоа мора од самото раѓање да се, кога градиме еден човек, треба да го градиме да биде прво дисциплиниран, да почитува повозрастни, да ја почитува установата каде што расте, а градинката е првиот чекор за тоа. Јас ви благодарам за учеството во утре. Благодарам многу што сте денеска овде и се надевам дека повторно ќе не посетите во друга прилика. Секако, навистина, јас почитувани се чувствувам прекрасно, музиката е убава, појадокот заврши, утринска е програмата, веќе почна утринските вежби, па нека им е среќен денот и нам, а и на овие дечиња и сите во детските градинки. Нема поубав период во животот од оној кога сте во детска градинка, кога друг се грижи за вас, а вие само ги следите неговите постапки.